Почитувани сограѓани на општина Росоман, драги пријатели, почитувани медиуми. Денешното обраќање е се со цел да дадам отчет и да ве информирам вас и пошироката јавност за сето она што општина Росоман, односно јас како градоначалник, но се разбира со помош на Советот и општинската администрација, успешно го реализиравме во изминатиот период. Изминатиот период докажавме дека посветеноста и со работа може да имаме силен развој, животот да ни се движи кон подобро и општината да оди напред. Делата кои се изградени зборуваат сами за себе. Затоа сум посебно горд што како градоначалник на општина Росоман ја имам можноста да ви кажам дека се она што е ветено во програмата, 84 проекти, е и остварено, односно вкупно 96 проекти се завршени. Сиве овие години, заедно со вас, напорно и пожртвувано работевме за нашата општина да го фати чекорот со другите општини, преку реализација на голем број ветени и остварени проекти. Тоа беа проекти од различни сфери на уредувањето на општина Росоман. И од тука доаѓа и нашата одговорност пред вас, постојано да даваме отчет за сработеното. Вие знаете дека секогаш бев меѓу вас, со ваша помош, но и со помош на владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН и премиерот господинот Никола Груевски, реализиравме бројни проекти кои многу ја зајакнаа нашата општина. Вратата во мојата канцеларија секогаш беше отворена за вас, помогнавме колку што можевме и ги изслушавме вашите проблеми и заедно се трудивме да најдеме решение за вас. Успешна е онаа општина која има успешни и задоволни граѓани. Затоа се трудевме да ви го олеснеме животот, реализирајќи голем број на проекти. Да споменеме дел од нив. Асфалтирани се улици во повеќе населени места, односно во Росоман 8320 метри, Сирково 3270 метри, Манастирец 1600 метри, Трстеник 700 метри, Паликура 1100 метри, Рибарци 350, Крушевица 150. Локални патишта кои што се финансирани од општинскиот буџет се локалниот пат за Сирково 3800 метри, локалниот пат до Камендол 1000 метри, локалниот пат до Манастирец 1700 метри, но исто така и од владата имавме изградено локални патишта Паликура Куријата 3700 метри, локалниот пат до село Паликура 3000 метри, локалниот пат до село Сирково 4000 метри и локалниот пат до село Трстеник 1500 метри. Во ова време се асфалтира и магистрални патишта со вкупна должина од 5 км и регионални патишта со 5,5 км. Уредени се централните подрачја во сите населени места Дебриште, Сирково, Трстеник, Манастирец, Паликура и Росоман. Изградени канализации 4850 метри, во Трстеник 3 крака, во Сирково 3, во Росоман 4, во Манастирец 2, една во Рибарци и една Камендол. Водовод е изграден со вкупна должина од 5000 метри, во Манастирец, во Росоман, Дебриште, Камендол и Трстеник. Но исто така, заедничкиот проект со Кавадарци, низ Кавадарци е финансиран со дел и од Росоман. Изградени се училишта, односно едно ново училиште во Паликура, но и две нови училници во Росоман. Реконструирани се комплетно 5 училишта во Росоман, во Сирково, Камендол, Трстеник и во Манастирец. Сите овие училишта се во употреба и служат за вас, граѓаните. Во исто време изградена нова детска градинка, изградена е училишна спортска сала, изградени се 9 игралишта и 5 со детски реквизити, односно во Росоман се изградени 3 од општинскиот буџет и 2 од владата на Република Македонија, во Сирково, Манастирец, Трстеник и Паликура од општинскиот буџет. Исто така изграден е парк во вредност од 6 милиона денари во дворот на старото училиште, но мора да напоменеме дека се изградени и тротоари во Росоман, Сирково и повеќето места со вкупна должина од 16.000 метри квадратни. Реализирани се уште голем број на проекти, како реконструкција на старото училиште, решавање на проблемот со водоснабдувањето, технолошка вода до секој дом, помош на сите спортски клубови, но и помош при организирање на манифестации. Имаме и проекти кои што секој од вас, граѓаните на општина Росоман, ќе го добие во отчетот
опишани се со детални информации, но и за потрошените средства. Тенденција на општина Росман и понатаму ќе биде да расте во модерна инфраструктурна уредена средина и пристојно место за живење. Мојот очет е всушност работа која носи по-добро. Да сте живи и здрави.